Председателот на опозицијата не е пратеник, така да тој е нерелевантен да зборува за тоа прашање. Тој второт многу често ги именува своите ставови. Вака пред нецели 2 месеца зборуваше првиот човек на владата Ковачевски, кој мислејќи дека ќе може да обезбеди 2/3 пратеници за уставни измени, го прогласи председателот на ВМРО ДПМН Мицкоски за нерелевантен да зборувал за таа тема. За сега Ковачевски сам себе да се демантира и да седне на маса со Мицкоски и тема на разговор да бидат токму уставните измени. Дел од политичарите велат, додека премиерот ја обвинува ВМРО ДПМН за менување на ставови. Самиот тој го прави истото. Променливите ставови на Ковачевски се израз на неговата немоќ, бидејќи во власта тој го нема последниот збор, туку и неговите коалициони партнери од ДУИ. Ковачевски покажува нестабилност во неговите изјави, бидејќи пред 2 месеци тврдеше дека Мицкоски е нерелевантен соговорник за уставните измени како превземена обврска од ДУИ СДСМ кон Бугарија, но од друга страна денес гледаме дека нуди варијанти токму на председателот Мицкоски. Според мене тоа се должи на 2 причини. Прво, самата СДСМ е притисната во владата и го нема главниот збор. Во владата каде што Ковачевски е премиер, главниот збор го има ДУИ. Заради ваквите ставови на премиерот и никој повеќе не верува во владата. Со честото менување на ставовите на Ковачевски, тој испраќа порака во јавноста дека не е конзистентен политичар и дека на него не може ниту политиката, ниту граѓаните, па дури ниту стопанството сериозно да се ослонат и со самото тоа го руши кредибилитетот и репутацијата на владата. Лидерската средба меѓу првиот човек на власта и првиот човек на опозицијата ја свика токму Ковачевски, кој не остана доследен на ставот дека Мицкоски не бил релевантен на таа тема, па на средбата му понуди влез во владата и уставни измени, кои Мицкоски ги одби. Бара гаранции за македонскиот идентитет и јазик, да ги почитува пресудите на Европскиот суд за човекови права, пакет економска поддршка за граѓаните и стопанството, како и одложена примена на уставните измени, се до влезот на Македонија во Европската унија, со што нема да има нови условувања во процесот на преговори.